Закон или жилбите на владата? Дали раководството на Илинденска се брза да протне уште стотина своји обвинители и судии пред да ги напушти фотелите со писменото полагање на приемниот испит наместо електронски, како што изрично налага законот? Владата не избра фирма која треба да го спроведе испитот електронски, па смисли итно решение на проблемот. Деветата генерација од 130 кандидати за судии и јавни обвинители да полага приемен писмено. Дали академијата дефинитивно ќе ја послуша владата или ќе бара друго чаре, како што си налага законот, одговор нема. А директорката Наташа Габер, наместо конкретно објаснување, ни кажа да ја следиме нивната веб страна. Со цел информацијата да биде точна, ве молам следите ја страницата на Академијата. Ки известиме благовремено. Според она што стои на страната на Академијата во моментот, испитот ќе се полага од 22 до 26 јануари по писмен пат во хартиена форма, а резултатите ќе се објават на 5 февруари. Оваа нова временска динамика се носи по заклучокот од владината седница одржана на 26 декември по барањето на Академијата да најдат итно интервентно решение. Ако кандидатите не полагаат електронски, останува опасноста од местенки при одговарањето на прашањата во испитот. Како владата распишува тендери за се и се што, ама не успеа да избере фирма која ќе го спроведе електронското тестирање, и тоа е нејасно. Прашавме и во влада и во Министерството за информатичко општество и администрација. Докаде е постапката и кои се други институции се загрозени со ова, но и оттаму молк. Единствено досега што е јавно објавено е записот кој е испратен до Академијата за спроведување на испитот. Се задолжуваат сите институции кои имаат потреба за одржување на електронски испит, истиот да го спроведат во хартиена форма, со електронски читач без човечки фактор, до завршување на тендерската постапка во Министерството за информатичко општество и администрација. Инаку електронското тестирање се спроведува согласно новиот закон за Академија за судии и јавни обвинители кој се изгласа на 14 јуни 2023. А тогаш Министерството за правда се фалеше дека обезбедиле воедначување на судската пракса, а со редефинирање на начинот за полагање на приемен и завршен испит објективност. За истиот добивме ретки позитивни оценки во скрининг извештајот од Европската комисија.